Инспирацијата за рецептите можеме да ја најдеме во се и се што. Можеме да избереме да следиме некој наш македонски традиционален празник, па да подготвиме нешто што е традиционално за нашите слави. Можеме да избереме нешто обично и еден обичен вторник да инспирира, а денешната инспирација ми е од целата емисија, сакам да ја посветам на тиквата. Инспирацијата ми е со утрешниот празник Хеловин. Хеловин не е наш традиционален празник, но некако е симпатичен. Го прифативме. Децата се радуваат, па и возрастните се радуваат да бидат под маски, да има нешто различно. Годинава не можеме многу да се собираме, да правиме најразлични маскембали, но тоа не значи дека не може да го искористиме празникот како инспирација и да подготвиме неколку рецепти кои во основа ќе имаат тиква. И многу сакам сега да можев тука да ви покажам како јас длабам тиква. Не дека ето Халоуин и ние имаме нели традиција да правиме најразлични декорации од тиква некогаш кога ќе ја искористиме, барем јас сум правела како дете. Сега користам бармашини, користам еден куп работи кои не се многу пристојни за да се појават во емисија за готвење, но верувам дека ќе направиме и посебни прилози некогаш. А денеска ќе ви покажам како елегантно да сготвите неколку рецепти кои во основа имаат тиква. Еднаш ви покажав како се прави најосновната бейзик чорба од тиква, денеска ќе направиме малку позимска верзија. Ја нареков зимска бидејќи внатре ќе употреба малку ѓумбер. Ѓумберот е одличен додаток во зиме и во лета. Бидејќи делува на циркулацијата во зима, знае да ве стопли, а чајот од ѓумбер може во лето да ве излади. Да, знам дека делува можеби чудно, меѓутоа тоа го прави самата циркулација во вашето тело. Основата ќе биде тиква. Јас сварив тиква. Вие може да го направите тоа додека го правите рецептот. Имам околу 300-400 грама тиква сварена на коцки со се водата. И треба да биде баш убаво, еве, ако може да видите, треба да биде убаво сварена за да може да ја згмечите, бидејќи на крајот ова ќе биде кремаста супа од тиква. Нема супа без кромит, а јас денеска избрав да користам зелени кромичиња, ги имаме во текот на есента и на зимата. Мирисаат малку поубаво, имаат малку поблаг вкус од класичниот кромит, доколку немате ставете обичен. Јас го сакам бидејќи ќе ги искористам зелениот дел да декорирам тиквата, супата од тиква, а белиот за да направам чорба, бидејќи njena чорба не бива без кромит. И сечете го на крупчиња. Добро. За овој рецепт ќе искористам ладно цедено маслиново масло на витаминка. Сакам да ми го збогати вкусот, да ми го направи да биде баш зимски и да додаде таа нота на горчливост во позадина. Не дека маслиновото масло горчи, не знам кога ви кажувам дека горчливост, можеби да ме сватите погрешно дека маслото горчи. Во суштина маслинката сама во себе ја има таа горчина, меѓутоа за да ги почувствувате соленото, благото во позадина, потребно вие дали би било тоа луд вкус, дали би било горчлив, за да ви ги испливаат другите вкусови. Ќе го стоплиме маслото и ќе го ставиме кромичето благо да се пропржи. Пазите да не го изгорите. Нормално на крајот се ќе оди со рачен блендер за да направиме кремава структура. Имам 2,5 чешниња лук, ќе ги изгмечам и ќе ги пропржам заедно со кромидот. Јам уште на малецко. Повели Бони? Сакаш надвор? Еде веднаш. Повели? Не, само да провериш. Сите деца имаат своји потреби, па така и ова мое дете има своји потреби, а тоа е да биде една комшика, буквално, што се ќе следи, ќе пази надвор што се случува. Ништо не сме да и промаши. Почна да се пржи.
Следно ставаме изрендан ѓумбир. Јас имам тука една лажиче, а вас ќе ви биде потребно еден палец ѓумбир за да добиете оваа количина. Доколку немате, ќе ставите прашок од ѓумбир. Апсолутно ќе биде сличен вкусот. Свежиот ѓумбир има многу појачан вкус, значи го има таа лутина во себе, киселост. Така да мислам дека доколку имате треба да го искористите, има подобри својства од прашкастиот кој е дехидриран, а прашкастиот користете го секогаш кога правите чаеви. Ќе им дадеме малку време да се пропржат. И доаѓаат оние состојки кои се малку нестандардни. Супата ќе ја правам во основа со коцка од супа. Ќе ставам малку една чаша сок од круша и ќе ставам половина чаша сок од калинка. Ги избрав овие три додатоци бидејќи крушата има една значителна благост во себе и сокот од круша. Сокот од калинка има дополнителна горчина која ќе ми се спои со маслиновото масло, а коцката супа е тука за да направи солена варијанта на супата и да не биде тоа благ десерт, туку баш супа. Ќе ги стоплам, прво ќе ги додадам едно по едно додатоците, затоа што сакам да ги стоплам пред да ја додадам тиквата и за крај танот. Калинката е веќе се втопи во вкусот и одиме со сокот од круша. Да му дадеме време да се стопли. Ете, почнува. Следно ќе додадеме само малку. Една лажица таан. Сакаме тој сусам внатре. И мојата тајна состојка ќе биде 2 лажици путер од кикирики. Доколку немате едно од овие состојки, дали било танот, дали било путерот од кикирики, секогаш може да искористите една од нив, значи танот ќе даде оној сусам во позадина, вкусот на алва, можеби, нели, кој многу добро се вклопува со тиквата. Кикириките исто така имаат јачкаста вкус во позадина, така да или тоа може да го искористите, а најдобро е да ги имате двата вкуса во оваа малку посложена супа. Размешајте го. Нека ми треба маталка. Му треба на путерот од кикирики да се растопи. Ќе почекаме да проврие. Ето ни основата. И внатре оди веќе сварената тиква. И ставаме една шолја веќе подготвена коцка супа. Ако сакате пилешко, додадете пилешка, ако сакате зеленчукова, додадете зеленчукова, зависи која основа сакате да ја имате на самата супа. И кога се ова е готово, сол, убав прстафат сол, бидејќи се работи за голема количина, а немавме ништо солено внатре, и ќе додадам бел бибер на витаминка. Промешајте, не треба многу и за да имаме македонски признак, како што ви кажав, сепак треба да си ја почитуваме традицијата, да си ги користиме сите оние работи кои стандардно си ги користиме, а нема македонско јадење без црвен пипер.
Ќе ставам една лажица црвен пипер, убава ќе добиам црвена боја на супата. Дополнително оставив малку за декорација до згора. И ќе ја пуштам да проврие, некои си 10 на минути за да се спојат сите намирници и потоа со блендер ќе ја направам незината кремаста структура. Минути, не повеќе, само да се соединат сите состојки и затоа што сакаме да имаме убава кремаста супа. Тиквата веќе толку добро сварена што можете само со гмечалка да ја изгмечите. Јас ќе се обидам со без да се запалам. И трнете од оган. Во меѓувреме, бидејќи сакаме да имаме уште запечен вкус, на едно тавче суво имам тука малку семки од тиква. Само ќе ги тостирам, само да се запече тавчето. Во меѓувреме можам да ја послужам супата. Убава зелена чинија, убава ќе истостираме малку семки. Зелениот дел од кромичињата кој ни остана, ќе го иситнеме ситно. Малку. За декорација. И малку црвен пипер. И ги чекаме семките. Ќе видите готови се, кога ќе почнат малку да пукаат. Не знам дали слушате? Веќе почнуваат да ја пукнат својата, не знам, кожичка што ја имаат и тогаш се готови подпечени. Имате уште дополнителен вкус и загриз нели во супата, бидејќи таа е кремаста, течна, имате еден дополнителен загриз внатре. Ово е првиот рецепт кој го подготвив денес за вас. Одиме со вториот кој е прекрасен леп од тиква. Следниот рецепт ви избрав нешто што во основа го користам да направам леп од банана. Банана бред имате многу рецепти на интернет, мислам дека еден ќе ви го покажам низ емисиите кои јас го користам, е најчесто со интегрално брашно, со јатки, а денеска решив да ви направам леп од тиква. Во основа е благо, бидејќи тиквата е блага, користиме благи намирници, кои викаме леп, бидејќи ќе има форма на лепче. Секако можете на крај да го декорирате со павлака сладка, со джемови, апсолутно совршен појадок. Тука имам брашно, отприлика 3 шолји брашно, и ќе додадеме прашак за пecivo. Бидејќи во основата ќе користиме доста рендана тиква, ќе додадеме 2 прашаци за пecivo на витаминка.
Значи, 2 пакетчиња прашак за пecivo. Прво ќе ги соединиме сувите состојки. Ќе додадам многу малку сода. Ја ставам заради тоа што сакам да ми го поттикне повеќе печењето и лебот повеќе да ми порасне. Имам сода на витаминка, скроз малку, половина лажиче. Скроз малку, содата малку повеќе горчи, внимавајте која користите. Меѓутоа, секогаш може да, доколку немате прашак за пecivo, содата на витаминка може да ви го замени прашакот за пecivo, но внимателно со количината. Тука имам 1 шолја бел шекер и кафеав шекер. Ќе додадам мелен цимет, 1 лажице, повторно на витаминка. Користете ги зачините на витаминка, имаат божествен мирис, вкус. И имам половина лажиче мелено карамфилче. Јас го истолчи во толчник, вие можете да го измелете во некој блендер, да го исчукате со сукало. Апсолутно, меѓутоа е неизоставен дел на рецептот. Ќе го промешаме за се да се соедини. И бидејќи ова е рецепт каде што се оди во една чинија, полека од кога ќе промешаме, ќе ги додадеме и оние мокри намирници и состојки кои се потребни за да го споиме лебот. Ќе додадеме 3 јајца, се во една чинија. Имам половина шолја јогурт. Јогурт, не млеко. Млекото не одговара во овој рецепт, бидејќи ќе ви го направи потегав лебот наспрема јогуртот кој има дополнително внатре нели онаа култура, абе култура и дополнително ќе го направи лебот да порасне. Имам 100 грама путар, секако мегле. Имам малку ванила екстракт. И брилијант масло на витаминка. Малку. 50 на милилитри. Ќе се обидеме да ги споиме состојките. Ќе пробам со лажица, мислам дека бев малку амбициозна кога решив да пробам со маталката. Мириса на зима. Не знам за вас, сама печена тиква ми е секогаш кога ќе ја помирисам мирисот на печена тиква кога ќе влезам дома, апсолутно ме потсеќа дека зимата дошла, дека е студена, ми фали чајот липа за да ме врати во детските денови. Секогаш кога ќе излезевме надвор, кога бев мала и кога живеев во гости врка и мајка ми кај татко ми, кога ќе игравме, тогаш имаше многу снег. За жал веќе немаме толку многу снег. Игравме цел ден надвор и ќе се вратевме и татко ми на парното ќе стоплеше една цигла, тараква баш убава цигла стара. Ќе не покрија со кебе, ќе ни даде печена тиква, ciglата ќе ни ја ставеа на стапалата, ќе не покрија со кебенце, ќе ни даде чајот липа. И на крај, звездата на нашата денешна емисија, тиквата. 2 шолји, јас ќе ставам 2 раце, рендана, жива тиква, свежа тиква. Измешајте ја. Тиквата денес ни ја донесе пакет МК. Имаат убава пилјара, каде што со еден клик може да добиете рачно одбрани производи на вашата врата. Така изгледа. Јас имам едно калапче за леб, тука имам отприлика количина за 2 леба. И секако мора да го набрашните вашиот калап, односно да го подмачкате, бидејќи ова е смеса која може да ви се залепи.
Јас тоа, кога немам хартија за печење, го правам со брилијант масло. Ставам брилијант масло, убаво ќе го премачкам. Убаво на сите страни, бидејќи лебот ќе порасне и над калапот. И ставате брашно. Повторно по сите страни, вака ќе го спречите лепењето и ова е буквално замена за вака изгледа и внатре ќе ставиме од нашиот лепот тиква. Наполнете го 2/3 калапот, немај да го преполнувате, бидејќи лебот ќе порасне. Се сеќавате, ставивме 2 пецива, сода, че баш ќе нарасне. Да се израмни од озгора и оди во рерна 30 до 35 минути на температура од 175 до 180 степени. Денес ви подготвив 2 скромни рецепти. Може би делуваа сложено, бидејќи внатре мешавме многу состојки, но ве охрабрувам да ги пробате и да се убедите дека вкусот е многу есенски, многу пријатен и многу потсеќа на нешто кое треба да ве стопли во овие ладни денови. Денеска звезда на мојата емисија беше тиквата и веројатно ќе направам уште повеќе емисии каде што звезда на емисијата ќе биде тиквата, се додека ја имаме. А вие гледајте на веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.